Паркот ќе биде поврзан и со мостот Газела, со другата страна на Вардар, односно со делот од Карпош кај Злокуќани, а граѓаните на Влае, на Карпош 3, на Карпош 2, на Карпош 1 ќе можат лесно, достапно да пристигнат во паркот по патеката на кеот која што веќе постои. На овој начин и символично се обврзуваме и инветуваме на карпошани и на сите граѓани на општина Карпош дека планираме целосно да го заштитиме постојното зеленило и дополнително преку вакви паркови и вакви слични содржини дополнително да го надградиме зеленилото во општината. Ставаме точка на криминалното владење во општина Карпош, ставаме точка на уништувањето на паркови и зеленило за сметка на бетонски згради на урбаната мафија на Стефче Екимовски и Никола Груевски. Ние планираме да обезбедиме и ќе обезбедиме чист воздух и здрава животна средина за сите граѓани на општина Карпош. Благодарам. Како е предвидено да го компензирате онаа зеленило? Може би тоа не е можно, што беше уништено во изминатите неколку години. Знаеме дека Карпошани излегуваа и на протест. И дали постои некаква опција кај вас во вашата програма? Она што за жал е веќе уништено, сега бараме начин како да го надокнадиме на други делови во општината. Токму затоа просторот на кој што е овој парк планиран е простор кој што е запуштен и простор кој што во моментов е како депонија. Затоа планираме овој простор и уште многу вакви запуштени за жал простори да ги озелениме, да ги оплемениме и да ги ставиме во функција на Карпошани. Овој простор, овој парк ќе биде и како на некој начин бели дробови на општина Карпош, кои што ќе треба да го надокнадат она што вие го спомнавте, уништувањето на зеленилото, кое што предизвика и загадување на воздухот, па така во Карпош во 2017 година да имаме екстремно високи нивоа на арсен во воздухот и на ПМ10 и ПМ2,5 частички. Ова е една од мерките и ова е еден од посериозните проекти во програмата кои што има за цел да се спротистави на овие политики кои што досега штетеа на Карпошани. Да додадам, паркот е на 80.000 метри квадратни и тоа е земјиште на Република Македонија и е лесно да се реализира.